Државата се брани со мудра надворешна политика и нашиот пат е европски ориентиран, се дел од пораките кои председателката Гордана Силјановска-Давкова ги испрати од предспоменикот на Методија Андонов-Ченто, првиот председател на Пресидиумот на АСНОМ на одбележувањето на 2 август во Скопје. А токму идеалите на Ченто за македонската држава, председателката ги искористи да повлече паралела со европскиот пат на земјава. Нашиот пат е проевропски ориентиран, како и Чентовиот. Знаеме дека секоја земја кандидат прави компромиси врзани за адаптирање на односите и процесите на акито или решавање на различни спорови. Но нашето искуство има уникатен предзнак како постојана и незавршена низа од барања со кои што се оспорува и се нарушува нашето суверено право на самоопределување. Според неа, со блокада на македонските евроинтеграции не губи само Македонија, туку и оние што ја блокираат. За европскиот пат на земјава на 2 август проговори премиерот Христијан Мицкоски од Пелинце, кој во целото своје обраќање евроинтеграциите ги спомена само еднаш, и тоа во контекст на своите политички противници од опозицијата. Никогаш нема да го прифатам нивното однесување на отстапки кон прашањата кои се блокада на нашиот пат кон Европската Унија и никогаш нема да го разочарам народот. Јас предавства на штета на државата и народот, како што тоа се правеше во минатото, по ниту една цена нема да направам. Силјановска-Давкова пак одговорницата на 2 август испрати повик за национално помирување, надминување на поделбите во државата и говорење во еден глас за прашањата од национален интерес, зашто рече дека е потребно на државата повеќе од кога било, повикувајќи се повторно на идеалите на Ченто да се помири со своите неистомисленици под услов да застанат на истата македонска линија. Председателката се осврна и на уставниот патриотизам, кој, како што рече, ја чува државата, повикувајќи се на заложбите на Ченто за правото на самоопределување на македонскиот народ и почитување на највисоките државни акти од секој и секаде, вклучително и уставот. При тоа таа се надоврза на заштитата на правата на малцинствата, упатувајќи порака и до малцинствата кои не се споменати во уставот, меѓу кои е бугарското. АСНОМ води сметка за македонската мултиетничка реалност. Неговиот манифест бил упатен до сите етнички заедници. И денес се гордееме со високите стандарди на заштита на малцинските права на албанците, турците, власите, србите, ромите, бошњаците и другите. Споменати или не, во делот кој што му претходи на нормативниот текст, што вообичаено се нарекува преамбула, сите македонски граѓани ги уживаат истите права и ги имаат истите обврски кон државата утврдени по нормативниот текст. Таа притоа рече дека во една европска демократија мирот и соживотот во хетерогено општество се чуваат преку гарантирање заштита на правата и на заедниците, но не на штета на индивидуалните човекови права.